За прв пат под отворено небо, наместо митинзи, распеани ноти ке се слушаат од плоштадот Слобода. Сите услови се исполнети и целокупната организација е на завидно ниво. Макфест е вториот фестивал во Македонија што е организиран во корона криза, велат од Националната македонска радиотелевизија, најдоследниот следбеник на оваа манифестација цели 3,5 децении. Макфест оваа година ќе биде магичен, најавуваат уметниците, кои велат дека единствено песната може да и се спротистави на лошата енергија од здравствен аспект. И годинава Макфест ќе биде пренесуван во живо и за прв пат секоја изведба и амбиент ќе биде регистриран со дрон. Впечатокот на најзаслужниот за Макфестовските Еверенгринови Григор Копров е дека Макфест оваа година ќе наликува на Сан Ремо. Дека се е подготвено и се е под пропишаните протоколи за отпочнување на јубилејот, говори и Кирил Панајотов. Под строги мерки го реализираме целиот овој проект. Всушност ќе бидат вклучени над 25 волонтери обучени за ваков вид на манифестации во кои што треба да се испочитуваат сите протоколарни мерки за заштита од COVID-19, тргнувајќи од делот на публиката, да ја заштитиме. При влезот секој ќе биде контролиран, практично движењето ќе биде контролирано, упатуван при влезот до местото каде што ќе седи. Ќе биде мерена температурата, секој ќе добие средство за дезинфекција, односно заштитна емулзија која што ќе има при себе, дистанца на седење, дистанца на движење, тоа е во делот на публиката, истите мерки важат и во делот на учесниците на фестивалот и на новинарите. Следењето на првата ревијална вечер на која ќе настапат Джина Папаџокси, Трајче Манев, групата Интервали, Лидија Кочовска, Мики Јовановски Џафер, Дарио, Ристо Самарџиев и Олгица Христова, ќе се одвива по специјален собрекјан режим. По улицата Маршал Тито, односно Кеј Маршал Тито, делот од новиот мост покрај камениот мост до хотел Оаза ќе биде затворен за собраќај заради подобра циркулација на не се собраќаат туку на пешачките патеки кои што сите практично ќе упатуваат кон плоштадот Слобода. Од локалната самоуправа упатуваат апел за доследно почитување на сите протоколи на овој празник на музиката, кој сепак ги става во искушение сите посетители за миг да заборават на коронавирусот. Поради безбедносни причини и сите влезови на околните згради околу плоштадот Слобода се затворени.